Почитувани, цел ден мина, Димитар Ковачевски никаде го нема да одговори дали денес се срами што пред 2 години на влада гласал за промена на име на улицата Втора македонска бригада во Адем Демачи. Ковачевски во налет на сокривање на вистината не само што не одговара денеска, туку и го осуди преименувањето на Втора македонска бригада, за што и сам гласал пред само 2 години. Почитувани, легитимни се прашањата дали Ковачевски е дотолку неспособен што има куса меморија за своите дела или е упорен во неуспешни лажења. Имајќи го ова предвид, логични се и прашањата. Ако Ковачевски лаже за промена на име на улица, гласал за тоа, а денес глуми револтиран, тогаш што се може да се очекува да исплива од неговите преговори, договори и прифаќања од бугарските диктати во европската рамка во насока на можни блокади на европската иднина и неговите денешни убедувања за уставните измени како финален чин? Ако Ковачевски лаже и се крие за промена на име на улица, што може би сокрива од ветувањата кон Софија? Почитувани, срамно, жално и недостоинствено е однесувањето на Димитар Ковачевски, но и на СДС, нивната понизност и измеќарство ја втурнаа Македонија во криминал, корупција и ги ставија македонската посебност, историја и вековен јазик пред големодржавните апетити на соседите. Само избори и одговорност се спасот. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашања пристигнати до прес-центарот. СДС и владата велат стоите зад протестите на пензионерите. Па да одговорам, СДС со експериментирање со пензијскиот систем, менување на начинот на пресметка на пензии, со нереално следење на инфлацијата и лошите мерки го одзеде правото на достоинствена пензија. Се ова што се случува е доказ за лошата економска состојба, инфлацијата и неуспешните политики на ДУИ и СДС, кои се посветени само и само на криминал и корупција. Ви благодарам.